Стариот континент го слави 9 мај, денот на Европа, но овој пат во ситуација кога на неговото тло се води најголемиот конфликт по завршувањето на Втората светска војна – руската агресија врз Украина. Во таква атмосфера помина денот на победата над фашизмот и во земјава која даде илјадници жртви во борбата за слобода. Поклонувајќи се на жртвите и борците, да и се поклониме на Северна Македонија, Република Северна Македонија, на нејзиниот влог во цивилизацијата и слободата. Верувајте, оваа земја никогаш нема да биде нешто друго, таа е антифасистичка творба. Според премиерот, од сегашен аспект од огромно историско значење што создавањето на македонската држава се остварило низ учество во антифашистичкиот сојуз. Северна Македонија секогаш ќе биде Европа, изјави Ковачевски, кој денеска директно не зборуваше за блокадите на патот кон Унијата. Ние граѓаните на Република Северна Македонија ја избравме Европа и Европската Унија зашто се изградени на вредностите во кои веруваме и кои ги практикуваме и ние. Оттаму, кога велиме дека Европската Унија е избор на граѓаните на Северна Македонија, велиме и дека тоа е избор за економски посилна Европа. Избор за поправедна и побезбедна Европа, која ни припаѓа на нас и тоа на сите нас. Пристапувањето кон Унијата беше дел од настапот на евроамбасадорот. Ја пренесе пораката од Брисел дека стартот на преговори е стратешки интереси на ЕУ. Во стратешки интереси на Европската Унија и на регионот е процесот на пристапување да напредува сега. Во практика тоа значи итно отварање на преговорите за членство со Северна Македонија и со Албанија. Паралелно земјата мора да продолжи да напредува во својот реформски пат за да биде целосно подготвена откако ќе ја преземе одговорноста за членство. Овие реформи започнуваат со зајакнување на владењето на правото, борбата против корупцијата и опипливи чекори за подобрување на животот на граѓаните. Вашингтон порачува дека приемот на Северна Македонија во Унијата ќе донесе поголема сигурност и безбедност на Балканот, особено во контекст на нестабилноста што ја продуцира Русија. Денешна Европа е пообединета од кога било и се соочува со најголемата закана кога пред години беа дадени многу жртви. Додека сведочиме на неправедниот и неиспровоциран напад на Русија врз Украина, гледаме како се менува историјата. Тоа е срам за оние кои се бореа да ја ослободат Европа од стегите на фашизмот. Неправда за оние кои сакаат да го зацртаат сопствениот пат и да изберат сопствената иднина. Свесни сме за тежината на овој момент и горди сме што заедно со Северна Македонија и други НАТО сојузнички ја поддржуваме Украина. Обединетоста е суштинската идеја која стои зад денот на победата над фашизмот. Чекајќи го Годо, така именувана уметничката акција поставена во центарот на Скопје со која беше одбележан денот на Европа. Ова инсталација е инспирирана од состојбите прикажани во познатата драма на Семјуел Бекет, како што објаснуваат организаторите, треба да го прикаже односот на Европската Унија кон пристапувањето на Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.